И тоа да не го живееш тој луксус кој што всушност тие преку профилите индивидуалци го манифестираат затоа што од незнаење и од погрешно воспитание кое што самите си го одбрале во животот, бидејќи не читале книги, бидејќи да читаш ти книги и да бидеш духовно длабок во аспект на тоа да го спознаваш животот и духовноста и постоењето и смислата, едноставно ти нема да иташ кон такви лажни успеси. Ќе знаеш дека суштината на животот е сосема друго. Гледате, ова се неуки луѓе кои што направиле нешто, донале некакво знаење, можеби до некаде, професионалност, големата маса на луѓе ги следи. Тука автоматски за ова зборувам дека важи и за музичарите, подеднакво. Значи, тоа се луѓе кои што успеале преку ета музика, а најчесто за жал тоа го приметувам, поготово кај музичарите. Тие песни во минатото ги направиле 80-тите, 90-тите, 2000-та година, направиле хитови и врз основа на тие хитови кои што всушност имаат чиста позадина, успеале да се прослават, бидејќи позади нив стоела таа божествена нитка, се дека не дојде овој свет. И сега, пазете, сум успеала со квалитетна музика, доаѓа свет во кој што од културата, од надворешниот свет се наметнува материјализам, алчност и подигнување на цени. И сега јас влегувам во тоа, не знаејќи дека тоа е всушност злото. Влегувам во тоа затоа што мислам дека така е светот, таму оди светот и мора да се прилагодувам јас на промените. И тие несвесно влегуваат во тој свет и врз основа на успехот кој што го стекнале од чистотата во минатото, го злоупотребуваат. Значи сега тие хитови, најубавите хитови на сите овие наши звезди и странски звезди се од минатото. Тие најубави хитови кои што беа. И сега врз основа на таа слава која што они ја добија, славата ја користат во ширење на сатанизам. Бидејќи самите од незнаење, гледате, незнаењето ме вовлече во злото, во музичка индустрија, во поголеми пари, во поголема продукција, во поголема естета, во поголеми концерти, во поголеми сали за концерти, каде што јас ги плаќам, гледате, и тие сали можеш да ги платиш. За да ги платиш, тие сега се многу поголема цена која што било некогаш, да речеме во времето на Тоше. И сега они мора да го платат тоа и за да го платат, да ја платат таа сала, мора да извадат и пари од тоа, што ќе им одржуваат таму концерт. И сето тоа нив несвесно ги влече да влегуваат во тој систем на злото и самите да стануваат дел од тој синџир. Меѓутоа, човекот секогаш има слободна волја и избор и на крај крајава да помина многу поевтино, ако одбере да живее поедноставно, макар тоа би го направили, што се вели, во парк или не знам на некое место каде што не можеш да платиш ништо. Ако тебе суштината ти е музиката и вредноста која што сакаш да ја пренесеш, а не совршеното и естетското и професионалното од светла, од не знам наместена бина,